Во продолжение на програмата на КТВ емитуваме вести. Веќе трета година поред дел од кавадаречките пожарникари, предводени од командирот Александар Чадамов со поддршка од градоначалникот Митко Јанчев, предстојуваат во Република Словенија. Таму активно учествуваат во специјализирана обука за противпожарна интервенција, заедно со нивните колеги од регионот на општините Марибор, Љубљана, Постојна, Илирска Бистрица, Давоград и Руше и нивните доброволни противпожарни друштва. Овие активности не само што го збогатуваат знаењето, туку и значајно ја унапредуваат практичната подготвеност на нашите пожарникари, подготвувајќи ги за брза и ефикасна реакција во секоја ситуација. Ние сме решени да продолжиме со ваквите иницијативи и во иднина, бидејќи кавадарци заслужува најдобро. Затоа и гордо можеме да кажеме дека нашиот град го има едно од најуспешните противпожарни друштва во Република Македонија, велат од противпожарната единица. Вчера се работеше на крпење на земениот дел покрај третата лента кај градските гробишта во Кавадарци на површина од 330 метри квадратни. Работите ги изведуваше фирмата Инфес Груп. Неодамна беше официјално отворена новата спортска сала во село Сопот, која е со корисна површина од 400 метри квадратни. Инвестицијата е на општина Кавадарци во висина од 22 милиони денари. Во објектот, кој е во рамките на основното училиште Димката Ангелов Габерот, се наоѓаат соблекувални, тоалети и просторија за наставници. Управата за јавни приходи ги потсетува даночните обврзници кои вршат промет на добра и услуги со готовински плаќања дека се должни за секое работно место каде што се врши прометот да воведат и користат фискален систем на опрема, задолжително да издаваат фискална сметка за секој извршен промет и редовно да ги одржуваат и сервисираат фискалните апарати во овластен сервисен центар. Адресните податоци внесени во фискалниот систем треба да бидат точни и да соодветствуваат со локацијата каде што се користи фискалната каса. Даночниот обврзник кој го користи фискалниот систем во одреден деловен објект не смее да го пренесува, користи или оттуѓува фискалниот апарат во друг објект без претходна пријава во Управата за јавни приходи преку овластен сервисен центар. Предлог законот за поддршка на настраданите од трагедијата во Кочани и за членовите на нивните семејства го поднесовме затоа што сметаме дека мора да се покаже солидарност и да им се даде поддршка, рече пратеникот на СДСМ Оливер Спасовски на гостувањето во Дневникот на Сител. Тој појасни дека станува збор за законско решение што ќе ги дефинира сите форми на поддршка – здравствена, социјална, психосоцијална и друга. Во вакви моменти мора да покажеме солидарност, визија и да им дадеме до знаење на граѓаните дека имаат на кого да се потпрат, рече Спасовски и повика на заемна соработка на сите политички партии за да се усвои ова законско решение. Спасовски се осврна и на истрагата за трагедијата која треба да биде транспарентна и неселективна и да лоцира одговорност кај сите. Обвинителството треба да ја води истрагата, а МВР треба да соработува и да ги превземе сите потребни активности. Очекуваме транспарентна и неселективна истрага и одговорност за сите инволвирани, истакна Спасовски. Тој додаде дека за жал и по несреќата се бележат негативни безбедносни трендови, инциденти и институционални пропусти, потенцирајќи дека граѓаните очекуваат системски промени. СДС и Филипче се причината и лично одговорните за разурнатиот државен систем. Со секој изминат ден СДС и Венко Филипче се повеќе ја покажуваат својата неспособност, лицемерие и дволичност, велат од ВМРО ДПМН. Во соопштението понатаму се додава: во нив нема ништо искрено, тие го потценуваат и во лице му се исмеваат на народот. Таков е и примерот со поднесувањето на законот за Кочани. Нема полицемерно од тоа СДС и Филипче да поднесат закон за Кочани, затоа што тоа е исто како да поднесат закон за модуларната болница во Тетово или за враќање на името. Поднесување на предлог закон за настраданите во Кочани не е ништо друго освен исмевање на народот во очи, сметаат од владеачката партија.
Утре времето ќе биде променливо облачно, ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец, попладне ќе има локална појава на нестабилност со пороен дожд и грмежи. Температурата од 11 до 23 степени. Следевте вести, ви посакувам секое добро со нашата програма.